Господја Ласковска, ајде да почнеме да ги кажуваме работите ова собрание си ми презиме. Односно онакви какви што се, не мислам на имиња на луѓе. Ве слушав внимателно за причините за кои што вие тврдевте дека било воведено екстерното образование и наведовте народот ги вика рекла казала муабети. Волку биле доволни или со единици, па толку завршувале не знам си како. Волку и волку ученици во еден клас биле многу добри или добри, па на крај завршувале одлични. Спомнавте една бројка дека не можело 25 од 30 деца да бидат одлични во еден клас. Од кај ви се на вас овие податоци? Дали тие податоци се темелат на една сеопфатна анализа или се рекла казала муабети? Ако идеме на рекла казала муабети, ја мислам дека концептот на екстерно образование во Македонија го воведоа луѓе кои што мислеа дека нив баш уживото в школото и не им идело така лошо, ама другите биле подобри од нив, од и нивните родители имале врски. И доживеавме еден наш експерт, невладин, вели единичари да ни ја водат државата и да воведат екстерно затоа што не ги бивало во школо и мислеле дека другите се подобри од нив и затоа имаат петки. И сега има една поговорка, вика расипано не се расипува. Џабе ке се обидуваме овој постоен концепт на екстерно образование да го управуваме. Расипане не го бива. И го слушаме премиерот во заминување како кажува дека имаме потреба од ваков концепт и од негов развој и реформирање, ама замислете, после половина година од кога нашите средношколци, деца и студенти шетаа по улици, се тркалаше Македонија по улиците и сега баш во пресрет на изборите му текна дека треба да ги враќа парите и дека треба да ги укине и даноците на хонорарците, дека треба да ги прифати и идеите на студентскиот пленум, па еве сега ќе ги излага во пресрет на барањата на средношколците и на наставничкиот пленум. И во една од реформите, замислете, тој вика дека ние родителите не сме се грижеле доволно за нашите деца и сме немале визија за нивните животи, па тука бил спасителот наш, кој што ќе се грижи повеќе за нашите деца. И што подразбирам под неговата реформа на ваквото екстерно образование? Ке ни ги зимате децата од дома, ќе ги носите во логори, ќе произведувате мали груевци, тогаш ќе бидете среќни сите. Свесни ли сте дека повеќе од 80% од средношколците во Македонија сакаат да ја напуштат оваа држава? И сосема на крај, по однос на насловите на учебниците на колешката Десковска. Само една да довршам реченицата. Прашајте ги вашите колеги кои што студираа на правниот факултет, од чиби учебници учеле, а Рената ќе те замолам за колешката пратеник, утре една книга со посвета. Благодарам.